Времето на пандемија со COVID-19 налага специфични услови за работа на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот. Разговараме со директорот Дејан Павлевски. Државите се затворија, компаниите ги ревидираа плановите за набавка и за инвестиции. Што вие променивте во работењето на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот? Во моментот имаме искомуницирано, односно испратено прашалник до над 250 компании за да ги согледаме какви се тековите и да знаеме што би требало да превземеме и ние како агенција, меѓутоа и да сугерираме и на останатите институции на владата. Агенцијата изработи нова веб страница за агенцијата на која што може да се добијат сите информации потребни и уште дополнителни 3 портали кои што треба да ги обезбедат информациите за потенцијалните инвеститори во делот на Браунфилд, што е она што може да се искористи како слободни капацитети, евентуално заинтересиран инвеститор да може да дојде и да го постави своето производство. Потоа вториот портал е Suppliers и третиот портал е Експорт, односно идејата е на тој начин да ги промовираме можностите, капацитетите, производите на нашите компании надвор. За 2021 во вашиот буџет се предвидени 46,5 милиони денари. Колкав дел од оваа сума ќе биде наменен за привлекување странски инвестиции, а кој дел ќе биде наменен за промоција на извозот? Факт е дека тоа не е голем буџет и голем дел од буџетот е практично за оперативни трошоци за функционирање на агенцијата, но мора да потенцирам дека минатата година се потрудивме максимално да го искористиме буџетот, имаме реализација од 97%. Она што планираме оваа година да направиме е да изработиме една стратегија за дигитален маркетинг, затоа што тоа е алатка која што мислам дека треба многу повеќе да ја користиме во периодов пред нас. И потоа треба да направиме едно истражување пред се на регионалните пазари, да видиме кои се можностите да го зголемиме нашиот извоз. Лани заклучно со септември бележиме скромен износ на странски директни инвестиции од 119,5 милиони евра, најмногу резултат на вложувања на реинвестирана добивка и во сопственички капитал, што може да очекуваме во 2021. Има најави и за потенцијални нови инвеститори, особено во делот на информатичката технологија, заради процес на дигитализација кој што неминовно ќе дојде и ќе биде огромен фокус. Понатаму имаме најави во автомото индустријата и нешто во текстилната индустрија и прехранбената индустрија. Сакам да укажам на тоа дека има голем интерес и голема можност, на некој начин гледам, во соработката која што ќе се отвори со Обединетото кралство после процесот на Брекзит. Подпишан е договор кон крајот на декември за партнерство, трговија и соработка. Државната помош е специфичен инструмент за потекнување на странските домашните инвеститори. Колку пари се исплатени лани, кои се најголемите корисници на државна помош во земјава и што може да очекуваме годинава? Сите пријави што стигнаа во агенцијата и беа обработени, на крајот исплатени од страна на владата, беа околу 12 милиони евра исплата, а за инвестиции од 62 милиони евра, инвестиции кога кажувам, тоа се оправдани трошоци за инвестиции, инаку инвестициите се и поголеми, меѓутоа она што е согласно закон е таа сума кон која што се исплаќа. А од 2018 до 2020, значи за последниве 3 години, исплатени се вкупно 22 милиони на над 200 компании и вкупната инвестиција е околу 150 милиони, вкупно оправдани трошоци, 150 милиони. Најголеми корисници би ги издвоил Табмак од Пробиштип, кој што инвестираа во нова хала, нова технологија и се навистина гигант. Имаат исплата од прилика 2,5 милиони евра оваа година и Алкалоид исто од прилика 2 милиони евра, има комплетно нов погон.
Во медиумите во последно време се отвори темата за евентуално спојување на Агенцијата за странски инвестиции со Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Како е вашиот личен став околу оваа идеја и какви се светските искуства во оваа област? Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот веќе има изградено собствен бренд и имидж, меѓутоа тоа не е само на агенцијата, туку и на државата во светот. И на некој начин така функционираат и останатите држави. Практично скоро секоја држава во светот има агенција за странски инвестиции и промоција на извозот. Така што кога би зборувале за некакво спојување, иако повторно ќе кажам дека тоа е процес кој што треба да следи и да се анализира, на некој начин агенцијата би била таа матична организација кон која што би требало да останат и функции да се припојат во функционирањето, затоа што основната дејност е привлекување на инвестиции и промоција на извозот. Господине Павлевски, ви благодарам за интервјуто за Македонската телевизија. Ви благодарам.